Ѓорги Камчев прашува за регулација на шекер во фаза на преддиабет и со помош на исхрана. Ѓорги, најдов една студија направена во Шведска што вклучува 918 луѓе во фаза на преддиабетес и е спроведувана 12 години, така да се работи за релевантна студија. Укажува на тоа дека тоа што можеби си во фаза на преддиабетес не значи дека по автоматизам готово веќе отиде во диабетес. Да, има тенденција и веќе шансите се многу поголеми, но не значи дека не можеш да превземеш мерки и при тоа да тоа се да отидеш во нормалната во нормалните нивоа на шекер и да практично излезеш од фазата на преддиабет. Научната студија зборува за тоа дека само 13% од луѓето кои што биле во таа фаза на преддиабетес во тие 12 години на истражувањето колку што траело, значи само тие 13% на луѓе отишле веќе во диабет. 22% од тие луѓе се вратиле назад во нормални нивоа на шекер, додека остатокот и понатаму останале во фазата на преддиабет. Што значи тоа? Дека најверојатно овие 13% продолжиле со своите навики на можеби консумирање на процесирана храна, нередовност во исхрана, не пиење на доволно вода, одржување на вишок на телесна маса, односно вишок на килажа и преминале веќе во диабет. Останатите кои што останале во преддиабет фазата, значи дека најверојатно превземале некои мали чекори и подобрување во нивниот животен стил и при тоа останале во преддиабет, додека тие 22% направиле огромни чекори во промената на животниот стил. А што значи тоа? Прво и најосновно нешто, намалие килажата. Тоа е голем причинител за појавата на диабет, затоа што покачената телесна тежина е многу тесно поврзана со животните навики и најмногу исхраната и како тоа ние избираме да се храниме во нашето секојдневие. Затоа нема простор многу за паника, но дефинитивно треба да биде сериозен аларм за твоите промени во исхраната. Што значи тоа? Мора да почнеш малку поредовно да се храниш, да твојата исхрана изобилува со доста растителни влакна, бидејќи влакната во исхраната научно е докажано дека придонесуваат за регулацијата на нивоата на шекер во крв и за одржување на телесната тежина. Така да влакна на прво место, на второ место редовност на оброци, на трето место активност и пиење на вода. Нема многу филозофија кога зборуваме за средување на навиките, така да немај паника, али смени си го начинот на живот дефинитивно.